ова линковско вклучување го реализираме во друштво на едни преубави крзнени пријатели кои што чекаат да го најдат својот дом, а во моментот живеат во јавното предпријатие Лајка, чие што раководство пак отпочна нова кампања за вдомување. Деталите токму на оваа тема ќе ги дознаеме од директорот Војслав Димитровски. Добро утро и благодарам што ги отворивте вратите за нашата медиумска екипа, за да пак ги поттикнеме граѓаните да ги отворат вратите на своите домови за животните. Колку куќиња во моментот чекаат на вдомување? Лајка во моментов има околу 150 на куќиња кои што се расположени за вдомување во конкретниот момент. Секогаш вратите ни се отворени за вас со години наназад, во секој случај имаме прекрасна соработка и многу благодарам за целата поддршка што ни ја давате низ годините. Во моментов како што спомнав, има 150 на куќиња, имаме куќиња кои што се нерасни, кои што се одлични карактери, одлични индивидуи и спремни за вдомување. Имаме и расни куќиња кои што исто така се тука спремни за вдомување, така што имаме навистина една палета на идни домашни миленици кои што навистина може да збогатат еден дом и да му дадат нова димензија на семејството. Кога станува збор за вашата најнова кампања, која што е веќе во тек, кои се клучните пораки кои што сакате да ги испратите преку неа и како во рамки на оваа кампања јавноста ќе се запознае со кутрињата? Да, виде, Лајка постојано имаме определени активности кои што се во насока на афирмација на куќињата, изголемување на јавната свест во однос на благосостојби, во однос на одговорно сопствеништво. Оваа кампања решивме затоа што е летно време, луѓето се малце порелаксирани, да не одиме толку на едукација, туку да одиме малце на забавен карактер. Направивме ни многу убави фотосесии со куќињата кои што се во Лајка и кои што се подолг временски период тука, кои што немаме можност да ги вратиме на локација поради различни причини, да им дадеме можност за овие куќиња да бидат вдомени. Всушност на секој од куќињата покришно направивме една прекрасна фотосесија со нив, со навистина луѓе кои што се не само професионални фотографи, туку се и луѓе кои што се со емпатија и ги разбираат и движењето и суштината на функционирање на едно куќе, па навистина доловија многу убави кадри. И тоа гледаме по социјалните мрежи дека овие слики за разлика од ние сами што си ги правиме, нели, имаат многу поголема и достапност и многу повеќе се препознаени од нашите следбеници, следачи. Гледаме дека имаме и нови луѓе кои што само заради ваков тип на презентирање на куќињата гледаме дека веќе ни стануваат приврзаници на социјалните мрежи. Покрај тоа што фотосесиите се направени навистина многу убаво, на секој едно од куќињата му ги даваме една целосна приказна, една целосна сторија за секој едно куќе. Како е дојдено тука, какви му се карактерните особености, дали има некаква специфика за него, дали има обилено другарче тука, кои му се неговите активности во текот на денот, какви карактеристики има во однос и на физички и на, да речеме, еден вид карактерни особини. И сето тоа во една склопена приказна, навистина гледаме да го доближиме до можеби следното семејство, новото стрекно семејство или неговиот нов дом, но исто така сакаме да ги мотивираме и луѓето кои што можеби имаат поголема емпатија кон животните, немаат каде да здомат друго животно, да го препорачаат понатаму конкретното животно кое што можеби конкретното куќе кое што можеби нели знаат каде би можело да има во дом. Еве Кремка е со нас денеска цел ден. Она упорно решава дека ќе треба да се вдоми, доаѓа по 10 пати, доаѓа се гали така натаму, така што напорно работи или така се срдечно работи за да може да си најде дом. Да. Кога зборуваме за вдомувањето, несомнено оваа тема е поврзана и со одговорното сопствеништво. Ајде малку да ни доловите како тоа би изгледало во пракса, во смисла на тоа да не му дадеме на куќето само физички дом, туку едно место каде што навистина ќе се чувствува безбедно и сакано. Да, куќето треба веќе да сватиме дека веќе нашето општество или општеството како цело во светот оди во насока дека куќето е еден член на семејството, на фамилијата. Порано може би чувавме повеќе од потреба да го чува дворот, да помогне со стоката и така натаму. Сега некако даваме сосема различна димензија, еден вид на член на семејството, психолошка, психичка, но и физичка поддршка нели на граѓаните. Така што сметам дека овие куќиња ќе го вдомат, ќе го взбогатат секое семејство и ќе му дадат нова димензија. Вие изминатиот период имавте реализирано и теренски активности низ Скопје. Која беше целта на овие активности, што се беше реализирано во нивни рамки?
Ние веќе функционираме во една, да речеме, доста планиран начин на заловување на кучињата. Тоа значи дека едната екипа ни оди теренски во определена општина, определена местност и таму делува постојано, се додека не, да речеме, го третираме проблемот на таа локација, после се префрламе на друга. Другата екипа ни оди по пријави и дојави од граѓани каде што се јавил определен проблем или се јавила нова група на кучиња кои што не треба да трпат да чекаат со цел да се заловат и оваа група на кучиња. Го проширивме малце и можноста, можноста или временскиот период кога ние делуваме. Делувавме претходно до 3 часот, сега делуваме до 8 часот навечер, што значи дека и во попладневните часови нашите екипи се на терен со цел да може да реагираат ако има некој настан, да речеме, да можеме да ги земеме кучињата и да изреагираме како што треба. И сепак знаеме дека и од нашето секојдневно функционирање кучињата реално се надвор са бајле и се надвор навечер. Кога се жешките часови гледаме и тука кучињата во лајка, сите се некаде во сенка, ќутат, дремат, гледаат вода да се напијат, да бидат најадени, фаќаат ладовина да им биде ладно нормално како и ние луѓето. Да. Кога зборуваме веќе за овие екстремно високи температури, како да им помогнеме на бездомните животни, на оние кои што се на улиците, како да им олесниме? Да, видите, кога не можеме да им помогнеме, барем да не им одмогнуваме, нели? И сега има граѓани кои што навистина ставаат водичка и тоа е најдобрата работа. Многу често пред зградите, позади зградите, не толку пред за да не ги собираме таму, туку на таму места каде што нема многу луѓе, а кучињата ќе бидат можеби покомфортни. Ставајте вода почесто во текот на денот, еднаш, два пати на поминување. Не ги уривајте оние кои што се, да речеме, можеби импровизирани стреички и така натаму направени од граѓаните, тоа навистина на нив им значи во овие временски услови да имаат сенка. Во секој случај претпријатието е отворено, секој еден граѓанин кој што ќе земе нетретирано куче во било кој момент да може да го донесе тука, да го третираме, така да ќе ни помогнат на таков начин или да пријават ако имаат кучиња кои што немаат ушни маркички, а се кај нив на територија навистина да ги земеме. Така што може да помогнат и преку давање храна, вода задолжително во поголеми количини, но и преку пријавување и дај Боже ако може веќе имаат определен контакт со животното да ни помогнат да го земеме, да го третираме и да го вратиме со цел да немаме нови и нови поколенија. Точно тоа е одговорното сопствеништво на што го зборувавме од претходното прашање, што е одговорно сопствеништво или одговорен граѓанин во овој случај, дека прво како одговорен сопственик не треба да се ги размножуваме животните неконтролирано, да ги пуштаме на улица или сами да ги пуштаме да се посврти едно кругче, зашто тоа нормално ќе си ги искористи неговите физиолошки потреби, може да се спари, може да направи поколение, па се врати дома мирно и спокојно. Ама веќе направило проблем, а за овие уличната популација на кучињата во секој случај ако спречиме размножување понатаму, во таков случај ќе се намали и страдањето на следните генерации на кучињата, односно тие нема да ги има. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Во интерес на времето секако овде ќе го финишираме и второто понеделничко линковско вклучување со надеж дека граѓаните повеќе ќе ги отворат своите срца за животните, а со самото тоа ќе ги отворат и вратите на своите домови за нив.